Dobro večer Kratovo, dobro večer pobednici, dobro večer pobedničko Kratovo. Dobro večer i dobro ni dojdovte na današnjov naroden sobir ovde u Kratovo, da go pozdravime inni od председател на Републиката, идни от председател на Република Македонија, професорката Гордана Силјановска-Давкова. Ќе искористам оваа прилика да ги поздравам сите оние кои што се, всушност сето ова време наша инспирација, луѓето кои што се најзаслужни, што ние денеска во името на организацијата зборуваме, работиме и ги браниме националните и државните интереси на Македонија. А тоа е Унијата на ветерани и основачи на ВМРО-ДПМН овде во Кратово. Ја користам оваа прилика истовремено да ги поздравам и оние младите кои што во годините што следат ќе ги бранат и ќе ги презентираат политиките на организациите и ќе ја бранат со сета своја душа и срце Република Македонија. Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН. Идниот председател е жена. Голем, огромен поздрав и благодарност до Унијата на жени на ВМРО-ДПМН овде од Кратово. Се разбира тој што ги обединува сите овие структури. Председателот и општинската организација на ВМРО-ДПМН овде во Кратово. Голем, огромен поздрав, посебен поздрав до нашиот коалиционен партнер, тоа е Социјалистичката партија на Македонија, која што сето ова време е рамо до рамо со нас во коалицијата за подобра Македонија. Исто така голем поздрав до останатите коалициони партнери кои што се дел од победничката коалиција, коалицијата за подобра Македонија. Ви благодарам уште еднаш кај што сте ова попладне, ова вечер со нас овде во Кратово. Браќа и сестри, добри луѓе, кратовчани и кратовчанки, поминавме илјадници километри, поминавме многу домови, разговаравме со илјадници наши сограѓани. Она што денеска со гордост можам да го кажам, а тоа се зборува низ улиците, на плоштадите, на булеварите, во домовите на нашите сограѓани, е добрата вест. А добрата вест е дека победуваме на 21 април, потоа и на 5 мај, иден председател на Републиката е професорката Гордана Силјановска-Давкова. Дојде време кога овие политички измамници од врхушката на СДСМ на чело со Зоран Заев ќе ги пратиме во политичка историја, во политичка пензија. А таа нема да им биде мирна. За сите криминали, за сите злодела, за сите понижувања, омаловажувања, за сето ова време што ви се закануваат, ве уценуваат, ве притискаат, за сите злоупотреби, доаѓа денот кога од прв до последен има да одговараат пред законите. Јас им го ветувам тоа. Не прашуваат за армијата на Република Македонија. Го прашуваат идниот врховен командант на армијата на Република Македонија. Она младо момче, го знаете, често пати се појавува и пред штабот на ВМРО-ДПМН во Скопје. Еве, јас овде од Кратово, ќе му поставам две прашања. Се надевам дека ќе најде храброст и доблест да одговори. Дали знае тоа младо момче што е утринска смотра? Дали знае тоа младо момче што е пожарство?
Дали знае тоа младо момче што е стража на минус 20 степени во пола метар снег? Ако не знае, може би ќе има можност да го праша неговиот идол Зоран Заев. Ама сигурно ни Зоран Заев нема да му даде одговор, затоа што кога требаше да се очести кон народот и кон државата, извади лажна медицинска белешка само да го избегне служењето на воениот рок. И тој нема да му даде одговор. Но затоа не им пречеше да ја обесчестат армијата на Република Македонија, да ја обесчестат македонската гарда. Јас сум бил во првиот батальон, во првата гардиска чета на македонската гарда. И секогаш, без исклучок, кога доаѓале странски државници и кога сме ги испраќале нашите државници, кога сме ги пречекувале, без исклучок, секогаш беше интонирана и со гордост и со крената глава слушана македонската химна. Но овие денеска што поставуваат прашања заедно со она младо момче, ќе дојде денот кога ќе треба да одговорат. Зошто се срамеа пред зградата на владата на Република Македонија да ја слушаат денес над Македонија се раѓа и македонците се борат за своите правдини, да ја слушаат македонската химна. Зошто не ја построија македонската гарда? Зошто не го построја воениот оркестар да ја интонира македонската химна? Ке дојде денот кога од прв до последен ке одговараат за тоа. А што направија? Се обидува да го лажат собствениот народ. Народот, кој што им овозможил да уживаат во привилегиите секојдневно, катадневно, дека немале време за интонирање на македонската химна. Да не му било незгодно на новиот пријател на Зоран Заев во неговата земја. Знаете, оно истиот Зоран Заев кој што не убедуваше дека го забетонирал идентитетот и не само што го забетонирал, туку го зајакнал со арматура. Знаете, оно истиот кој што се срамеше да одговори на кој јазик зборуваат жителите на Северна Грција е различен од грчкиот. Се срамеше да каже дека тоа се македонци кои што зборуваат македонски јазик, кои што пеат и играат македонски песни, се веселат на македонски ора. Тие истите, она младо момче и Зоран Заев, нас ке ни кажуваат за армијата на Република Македонија. Ниту имате право, ниту пак имате било какво чест и достоинство нас да не прашувате, што сме биле таму и што сме го отслужиле тој воен рок со гордо крената глава за нашата држава и за нашата татковина. И што сме се бореле за незе. Браќи и сестри, добри луѓе, секаде низ Македонија се слуша зборот неправда. Ветуваа правда, ветуваа мир, ветуваа дека живот ќе донеле во нашата држава, а пекол направија. Пекол направија затоа што после 2 години секој граѓани на Република Македонија, без разлика на етничката припадност, македонци, албанци, турци, роми, власи, срби, бошњаци, без разлика на етничката припадност, денеска знае дека всушност ниту правда било во прашање, ниту мир бил во прашање, ниту живот, туку пусти пари биле во прашање. Треба да излезат пред граѓаните и еднаш за секогаш да признаат овие политички измамници дека за пусти пари била работата, а ниту државништво, ниту правда, ниту мир. Но затоа ние денеска треба ова неправда која што ни се случува да ја победиме со правдата,
која што ќе ја донесе идната председателка на Република Македонија, професорката Гордана Силјановска-Давкова. Неправда е кога Зоран Заев велеше дека ќе има загарантиран откуп за производите на земјоделците, дека ќе има повисоки субвенции, дека ќе има поддршка. Се сеќавате кога беше опозиционер, кога шеташе по улиците со раката на срце, главата благо навалена на лево и лажеше. А денеска појдете во Ресен, ги сечат дрвата луѓето затоа што 1 килограм јаболка 1 денар. 1 денар 1 килограм јаболка. И за 1 денар нема кој да ги откупи. Пелагонија, житото е ненабрано. Појдете во Кочани, сретнав тука луѓе од Кочани. Ми велат, дојдовме да ве слушаме. Амбарите се полни сори затоа што нема кој да го откупи. Појдете во Струмичко и разговарајте со бостанџиите, со оние кои што се занимаваат со раноградинарски производи. Прашајте ги како поминуваат. Исто беше и во Росоман со праските. Немаше кој да ги откупи. Луѓето ги истураа по улиците. Дојдовме од Берово, Пешчево и Делчево. Се вративме овде од Пијанец и Малешевијата. Луѓето сведочеа кога родот го истураа во коритата, во реките, затоа што немаше кој да го откупи. Но тоа не му пречеше на оној министер да слета од Дубај со новите патичиња, нели, оно таму се набавувал, таму купувал, вели, патики купувам јас само од Дубај, да дојде и да ни каже дека они всушност ова што го гледаме и ова земјоделците што го доживуваат, не го доживуваат. Тоа ние го измислуваме. Но земјоделците, тие честити луѓе, одговорот на оваа негова дилема ќе му го испорачаат на 21 април, а потоа ќе го потврдат и на 5 мај. Не е честно, не е честито да не ја зборувате вистината, да се обидете да ги мамите луѓето. Само затоа што сте опозиција, а сакате да бидете власт по секоја цена. Мора да има мала човечка честитост. Но кај нив ни тоа го нема. Игра на човечки судбини. Се сеќавате истиот тој Зоран Заев, кога велеше и си играше со судбината на трагично починатиот Никола Младенов, со Мартин Нешковски, со родителите на децата од Смилковско, кога велеше дека он ја знаел вистината, за да денес, кога е премиер, вели, јас тоа не сум го кажувал. Се сеќавате на она што го збори идниот председател на Републиката. Тоа е општо прифатен консензуален правец наречен заевизам. Кажувам, заборавам и потоа нормално негирам. Тоа е она кое што денеска е секојдневие. Неправда е кога ќе се колнете како опозиционер во жицата, во најмилото, во дедовината, во татковината, дека нема да се откажете од идентитетот и дека истиот ќе го браните. А денеска кога сте власт, наместо тоа да го покажете и на дело, вие правите сосема спротивно. Единствена работа која што ја направи во овие 2 години е токму таа работа. Се откаже од сопствениот идентитет. Кога бев во Струмица го прашав, се сеќаваш ли на Пецев, на Белев, на Јарамов, на Топчев, на Костуранов? Се сеќавате ли на струмичките студенти? Тие своите животи ги оставија за ова, за кое што Зоран Заев и врхушката на СДСМ денеска тргува. А зашто? Одговорот е едноставен. За пусти пари била работата. Тоа е одговорот на ова денешно секојдневие во Република Македонија. Вчера еден мој студент во Берово ме сретна и ме прашува: професоре, доаѓа ли крајот? Јас велам, крајот е многу блиску. Првиот чекор е 21 април и 5 мај. Но за тоа ни е потребна
вашата поддршка, за да поразот биде голем, да биде огромен, да не знаат што ги snašlo. Не затоа што сум јас председател на ВМРО ДПМН, не затоа што пред мене стои идниот председател на Република Македонија, туку за вас, затоа што овие луѓе ветуваа правда, а донесоа неправда. Ветуваа мир, а го поделија народот како никогаш до сега. Ветуваа парите кај граѓаните, а денеска парите од граѓаните се во дивните джебови, во вреките полни украдени пари. Ветуваа Европа, а сме на дното на Балканот. По сите параметри. Погледнете ги извештаите од Транспарентност, погледнете ги извештаите од Светска банка. Последни сме на Балканот. Европа е толку далеку што просто дали некогаш ќе ја видиме Европа. Неправда е кога на младите луѓе ќе им ветувате работа, дека ќе напредуваат според компетенции, како што тоа го правеше Зоран Заев кога беше во опозиција. А денеска ако не сте 5-6 роднина на Мира Дизел, тешко е дека ќе најдете работа било каде. Неправда е тоа. Таа неправда мора да ја поразиме со нашата правда. Правда за Македонија, која што денеска во Република Македонија на големо се зборува. И свесен сум дека постојат грешки и кај нас во минатото. Подготвен сум сите тие грешки да ги прифатам на себе, да побарам прошка и да се извинам. Ние не се откажуваме од ниту еден човек. За нас важи девизата еден за сите, сите за еден. Но истовремено, заедно со народот, со вас, ќе понудиме решение за тие грешки. Човечки е кога работиш да погрешиш, но и човечки е да побараш прошка, да се извиниш. Но и да замолиш. Поддржете не луѓе да докажеме дека сме различни од овие политички измамници, од овие политички профитери. Да покажеме дека Македонија заслужува подобро, дека овој народ може подобро. Тоа е она кое што го бараме. Јас ќе ве разберам и тие кои што мислат во овој момент дека треба да го поддржат Стево Пендаровски. Не можам да ги оправдам. Знам дека се малкумина. Ги видовме во Скопје. Сега пред некој ден ги видовме во Скопје. Сакам и на вас да ви собратам, кои што се уште мислите дека треба за тој човек да гласате. Од една страна, ви е Стево Пендаровски, поддржан од сите оние политичари кои што во транзицијата урна човечки судбини. Погледнете ги во оној скапи луксузен Хилтон коалиција, хотел, застанаа позади Стево Пендаровски. И од друга страна, имате безкомпромисен борец, човек кој што секогаш е на страната на правото и правдината на законите и уставот, Гордана Силјановска Давкова. Ве молам, размислете уште еднашка. Размислете, не е доцна. Македонија е во прашање. Во Европа, лажда Европа која што ви ја нудат Пендаровски, Стево и Заев, Зоран, не се оди по принципот на Мирчо свинјарникот, евро за вицето и евро за црквата. Таму не се оди така. Не се оди по принципот живи луѓе ќе јадеме. Таму се оди со проекти, со знаење, со компетенции, квалификации, реформи. Ние гарантираме дека следната програма со која што ќе излеземе на предвремените парламентарни избори ќе биде невидена досега, програма која што ќе понуди реформи, да си ги вратиме луѓето тука, да ја направиме Македонија технолошки тигар на Балканот. Тоа е иднината која што ја нудиме. Прво да се европеизираме дома, па потоа Европа сама ќе не земе. Со принципот евро за евро и живи луѓе ќе јадеме, Европа не сака. Европа не сака со конструирани обвиненија и издиктирани судски пресуди.
Тоа не може така, господа од врхушката на СДСМ. Јас ве разбирам, не можам да ве оправдам. Фотелите ви се меки, а парите ви се помили од иднината на нашите деца, на нашите внуци. Но јас одбивам со вас да чекорам во таква иднина и ќе се борам се додека не ве испратиме во политичка пензија, додека не ја ослободиме Македонија од вас, политичките измамници кои што сте се појавиле со измама. Со измама. Затоа сакам да искористам оваа прилика и да ви собратам вам, луѓето кои што сте дел од администрацијата. Знам дека ве притискаат, ве уценуваат. Знам дека секојдневно ви се закануваат. Се ми е јасно. Но треба да знаете дека недели се во прашање. Зоран Заев е на колена и прашање на време е кога ќе падне. Затоа од вас зависи, ве молам да се обединиме сите околу Гордана Силјановска-Давкова и да победиме заедно на 21 април, а потоа и на 5 мај. Честити луѓе, драги земјоделци, секогаш ја стегам вашата измачена рака со задоволство. Ве молам да победиме заедно обединети околу идниот председател Гордана Силјановска-Давкова, да ја отвориме вратата за нови предвремени парламентарни избори и влада која што докажала дека знае како со вас и вашите маки. Сакам да се обратам и до младите. Ние сме со вас. Ние сме секој ден со вас на клупите во универзитетите, до студентите. Знам дека овие луѓе ве излажа. Знам дека многу ви ветува. Знам дека овие политички измамници, кои што секојдневно снимаат, преснимуваат, а потоа слушаат што зборуваме, за да можат притисок и терор да вршат. Ве излажа. Застанете затоа со нас. Застанете околу најинспиративниот професор на Универзитетот Свети Кирил и Метод. Вие, студентите, вие ја избравте Гордана Силјановска-Давкова за најинспиративен професор на Универзитетот. Поддржате ја, ве молам да заедно чекориме кон вистинска иднина. Сакам да искористам оваа прилика, исто така да им се обратам и на оние разочарани поддржувачи на СДСМ, на луѓето кои што биле против политиките на ВМРО ДПМН во минатото. Знам дека и вие сте разочарани, затоа што ветуваа правда, ветуваа мир. Велеа ќе носат живот, а донесоа пекол. Знам дека и сега си размислувате дека ова не е фер, дека овие работи што вас ви се случуваат не се фер. Но тоа треба да ве мотивира, да застанете рамо до рамо со нас, да ја поддржиме идниот председател на Републиката Гордана Силјановска-Давкова, да донесеме вистинска правда и правдина во Македонија. Затоа што без владење на правото, без вистинска правна држава, нема ништо. Професорката Гордана Силјановска-Давкова со својот личен, домашен, но и меѓународен интегритет, со својот професионален идентитет, со тимот на врвни експерти, има јасен план како да се обноват судството и обвинителството, како да се врати владењето на правото и правната држава овде дома во Македонија, да се европеизираме дома во Македонија, ке има повеќе инвестиции, домашни, странски, ке има повеќе работни места, ке има тогаш повеќе пари во буџетот и за пензии, ке има повеќе пари и за студентски кредити и стипендии, и за субвенции, и за нови болници, училишта, градинки. Застанете сите да ја поддржиме Гордана Силјановска-Давкова, да ја направиме историски најголемата коалиција во независна Македонија, коалицијата со народот. Од ова нема посилна коалиција.
Секаде го зборам, ова сакам и овде во Кратово да кажам неколку реченици, сосема на крај. Браќа и сестри, добри луѓе, ќе помине време и повторно ќе се видиме овде во Кратово и ширу Македонија, во очи ќе се гледаме. Ние и вие. Секој помеѓу вас. Јас со секој од вас. И ќе си го поставиме прашањето дали кога можевме, направивме се. Дали можеби требаше уште нешто да направиме. Дали можевме повеќе да направиме за неа, за Македонија. Знам дека е тешка борбата да се сонува сонот за Македонија. И знам дека ќе има многу луѓе од страна кои што ќе ви велат тоа е невозможно. Ние сме многу мали. Завршена е работата. Ќе ве обесхрабрува, ќе ве демотивира. Но ве молам од срце, тоа нека ве мотивира дополнително, да застанете да се борите, заедно да го сонуваме сонот за Македонија. Тој сон, еден ден да стане јаве. Тој што се бори, браќа и сестри, добри луѓе, победува. Не победуваат ниту побројните, ниту помоćните. Победуваат мотивираните и храбрите. Денес овде во Кратово има такви луѓе, мотивирани и храбри, подготвени да победат. Ајде заедно да го бутнеме деспотот и да си ја ослободиме Македонија. Изгрева зората на слободата и носи правда во Македонија. Да ни е жива и здрава Македонија. Да ни е вековито ВМРО ДПМН, коалицијата за подобра Македонија. Кратово полно со добри, весели и среќни луѓе. Ви благодарам од срце и да победиме жестоко.